Музичарот и уметник Павле Камиловски на широката јавност е познат по неговите многобројни настапи на кои интерпретира најчесто босанова музика, но и други правци, а особено е познат и по неговите предновогодишни концерти, кои што дополнително ја разубавуваат предновогодишната празнична атмосфера. Ова убава традиција Камиловски ја продолжува и оваа година со концерт кој што ќе се случи на 15 декември во Македонскиот народен театар, кога публиката повторно ќе може да ужива во неговите интерпретации. Ова беше повод утринава да го испиеме заедно со него утринското кафе и утринскиот чај. Павле, добро утро и благодарам за одвоеното време. Добро утро, Ирина, Ирена, и благодарам за поканата. Еве, веќе полека навлеговме во 12-тиот месец од оваа 2023 година, се ближат полека новогодишните празници и ти традиционално го подготвуваш твојот предновогодишен концерт. До каде се подготовките? Така, ти благодарам што го спомена концертот. Како што кажа, на 15-12 со почеток од 20 часот ќе се случи мојот солистички концерт во МНТ театарот. Подготовките одат како што треба. Се подмачкано, се смут, на некој начин можам да кажам. Со бендот имаме редовни проби, моето секојдневно пеење во домашна атмосфера, мислам дека издосадив на комшиите да ме слушаат, да видам искрен, бидејќи тоа е секојдневно. Али можам да кажам дека све оди како што треба и се надам дека така ќе искочи на крај самиот концерт. Пред да те прашам нешто повеќе околу програмата, репертоарот на концертот, би сакала малку да те прашам за ова 2023 година и на професионално и на приватно поле. Чинам дека една од најубавите и најуспешните години во твојот живот. По што ќе ја паметиш годинава, Павле? Оваа година ќе ја запамтам за цел мој живот, да бидам искрен. Бидејќи го добив мојот син Јосиф. Најубавата работа што ми се има случено во мојот живот. Со мојата сопруга го кажавме судбоносното да во февруар месец. Имаше доста настапи периодов, имаше многу музика, убава енергија на сите страни, така да оваа година дефинитивно ќе ја запамтам како една од поубавите во мојот живот. Прекрасно е кога ќе се слушне нешто вакво и се надевам дека и следната година ќе ти донесе уште многу убавини и многу успеси. На професионален план, односно на музички план, исто оваа година, веројатно ќе ја паметиш по тие многубројни настапи, по големиот број ангажмани што ги имаше, некако се навикнавме често да те гледаме, да те слушаме по скопските кафулиња и локали. Така, кога правиш нешто со љубов се враќа многу често, знам да кажам. И самата креација и самата уметност која ние и уметниците ја креираме, кој на платно, кој на сцена, кој во театар со глума и слично, на некој начин фидбекот кој што се добива од публиката е неприкосновен и оној дава дополнителна мотивација за да продолжи артистот да креира понатаму. Така да музичките настапи овој период ми беа навистина доста во голем број и сум среќен и задоволен поради тоа и сум благодарен на Господ затоа што за еден уметник да биде среќен е токму тоа кога он има работа и кога креира и кога твори на некој начин. Така да сум пресреќен во однос на тоа што ми се случуваат убави работи на професионален план. Кажав дека си познат по твоите настапи, но освен по интерпретација на музиката која што сме навикнале да те слушаме да ја пееш, познат си по твоите 5 авторски композиции, а токму есенва ја промовираше петата, Да си моја ти, петата песна, која што всушност некако и лајт мотив за овој предновогодишен концерт. Можам да кажам така некако дека е. Најновата песна е малце поразлична од сите останати до сега што ги имам направено. Има некои примеси на фанк, е модерен поп, исто така можам да кажам, која што е изработена од моите драги пријатели, пред се пријатели, па потоа колеги. Парот Дамир Пух и Наташа Миха, изворедни и маестрални музичари и предталентирани, можам да кажам. Видеозаписот го правеше Александар Истерски принц, он е мој исто така долгогодишен пријател. Со него имаме безпрекорна комуникација и многу добро се разбираме што точно јас сакам, па кога ќе споделам одредена идеја со него, он прекрасно ја имплементира низ неговата леќа од камерата.
Така да си моја ти сега за сега добро котира, има доста позитивни критики, има и од оние кои што не им се допаѓа, што е многу нормално, нели? Не може на мојата музика, не може на секој да им се допадне, и што и тоа е легитимно, меѓутоа грото од коментарите и критиките беа доста позитивни, што за мене е на некој начин успех личен. Познато е дека потекнуваш од Галичкиот крај, еден од најубавите краеви во нашава земја, кој што нормално си најде место и во видеозаписот за "Да си моја ти", многумина коментираат дека Галичник никогаш не изгледал поубаво. Галичник за мене е вечна инспирација. Секое моје доаѓање во Галичник ми е исто како прв пат да доаѓам. А во Галичник сум израснат, мислам, од дете и се години во прашање, децении се во прашање поточно. Меѓутоа, секој пат кога го возам оној пат од Маврово до Галичник, оние 15 на километри, ми се волшебни и магични. А кога ќе стигнам и пристигнам во Галичник, ми е душата некако на место. Кога се качам горе во хотелот, кога си направам кафе, кога си направам чај, па погледот кога ќе го пуштиш низ планините и за мене е волшебно. Па поготово сега овој период од годината, со запален камин, со чашка вино поред каминот, за мене е волшебно и магично, можам да кажам. А спотот го вметнавме самиот Галичник го вметнавме во спотот, сосема спонтано и случајно. Кога ја споделив идејата со Принц како да го изрежираме овој пат спотот, јас знаев дека само сакам да возам олтаймер, Јагуар во самиот спот, и он ми рече Галичник ми е идеално место за такво нешто. И му викаме, Принц, Галичник е преексплоатиран во секој, не во секој, али во грото од музичките записи го бил доста застапен самиот Галичник. Он вика, не се ќе направиме нешто што никој до сега нема направим, и така некаде искочи. Така да, многу сум горд на тој спот. Е сега нормално дека новата композиција "Да си моја ти", во која што и самиот кажуваш, веќе се откриваш на публиката во едно поинакво издание и поинаков правец, ќе имаме можност да ја слушнеме нели во рамки на предновогодишниот концерт на 15 декември во Македонскиот народен театар, но што останато ќе може да слушне публиката? Како го замисли да изгледа овој пат предновогодишниот концерт? Каков ќе биде репертоарот? Репертоарот ќе биде различен од претходните години, меѓутоа ќе ја задржиме една традиција на сите оние предновогодишни песни. Со мојот бенд заедно направивме едно медли од 10 песни кои што ќе бидат споени и кои ќе бидат во оној предновогодишен дух. Значи ќе бидат застапени Френк Синатра, Дин Мартин, Майкл Бубле, Нет Кинг Кол и сите оние артисти и пејачи кои што ни се добро познати на сите нас, поготово за овој период од годината. Како што споменах, ќе ги интерпретирам моите авторски песни. Ќе има малце од Том Джонс, некои преработки, ќе има нешто што ќе ја дигнеме публиката, да биде малце пожива музиката која што ни е спремна за овој концерт. Ќе имам дует еден со една моја драга пријателка која што нема да ја споменам која е, нема да ја издадам. Оној кој што ќе биде присутен на концертот ќе види. И верувам дека ќе уживаат, затоа што дуетот кој што го одбравме со незе е стварно феноменален, можам да кажам. Така да ќе биде доста динамичен и доста интерактивен со публиката. И ќе биде, за мене, ќе биде посебен, да бидам искрен. Бидејќи направивме нешто што целото сценарио, кога го пишував за самиот концерт, сикам, ова ќе биде добро, ова ќе биде добро, ова ќе биде добро, и знаеш, како што повеќе навлага човек во тематиката која што ја работи, и крајниот исход верувам дека ќе биде тоа што треба да биде. Очекуваме, секако и веруваме дека ќе биде така. Освен концертот на 15 декември, предновогодишниот период за сите вас музичарите, артистите, изведувачите е доста напорен период кога имате голем број настапи и ангажмани. Дали и за тебе декември ќе биде исполнет со ангажмани или му даваш за сега приоритет само на концертот? И што после 15 декември? Морам да кажам дека за мене музиката не е работа, него е уживање, буквално уживање. Јас секој пат кога имам настапи, кога сум на сцена, сум најстрекниот човек на светот. Бидејќи музиката за мене е нешто што ме прави да бидам искрено најсреќен. Бидејќи човек кога ја сака и кога се ја љуби работата која што ја работи, нели не е работа, него е на некој начин уживање.
Моментално главен фокус ми е точно како што кажа концертот на 15 и пред 15 не прифаќам никаква понуда, бидејќи сакам да искочи баш како што треба и баш онака како што имам замислено. Имаше доста понуди од страна, меѓутоа сите ги одбив за да му дам предност на самиот концерт, бидејќи сепак е солистички концерт. А после 15 имаме доста настапи до крајот на годината. Исто така за декември, 31 декември, можно е да не прифатам ништо, бидејќи за прв пат сакам да бидам со моето семејство и да му се радувам на мојот мал Јосиф, да бидеме сите заедно и да поминеме годината, односно да влеземе во новата година онака баш како што треба, затоа што изминативе неколку години веќе доста пати поред настапувам за пречекот на новата година. Така да верувам дека овој декември ќе биде сепак исполнет со љубов на сите страни, што од мојата музичка професија, што од моето семејство, од моите најблиски, така да декември месец за мене е секогаш посебен. Декември ќе биде заокружување на едно поглавје за секој од нас. Ќе ја затвориме оваа 2023 и нормално ќе зачекориме во следната 2024 година со нови надежи, со нови амбиции. Музиката, сликарството, домот, семејството, што се очекувањата и што би посакал да ти донесе новата година, Павле? Како што се одвиваат работите, многу често постарите лица знаат да кажат синко само здравје. И јас тоа го сфатив на малце подоснежни години, кога вистински здравјето ни е приоритет. Апсолутно на секој еден од нас. Знаеш, како помлади не размислуваш многу околу таа работа, меѓутоа сега како што го оформив моето семејство, како што се одвиваат нештата и работите, моите родители се, фала Богу, здрави и живи и вистински ќе си посакам на секој еден од моите најблиски и моите најмили да бидат пред се здрави и живи. Би посакал да имам музика, многу повеќе музика од претходната година, односно од оваа година, и мислам дека ќе ми биде сосема доволно тоа. Да бидат сите здрави и живи околу мене и да има љубов и музика на сите страни. Павле, екипата на телевизија Алфа ќе ти посака од срце да ти состварат сите твои желби. Ти благодарам уште еднаш за одвоеното време и ти посакувам успешен и незаборавен концерт на 15 декември. Елена, ти благодарам многу пред се за поканата и за прекрасниот разговор. Навистина уживав во ова утринско кафе и дружење со тебе. Ми беше задоволство. Се гледаме на концерт, Павле.